Различноста на многу култури представува богатство за едно општество. Денес во ова издание на Приказна ќе говориме за мултикултура. Македонија е едно мало парче земја. Но многу интересно што на тоа мало парче земја, на тој метар квадратен, има многу уметност. Било да е драмска, музичка и така натаму. Значи, зборам за целата уметност. И би рекол дека на тоа мало парче земја треба да се гордееме што има многу голема уметност. И пред се бидејќи нашето поднебје и сама Македонија е богата палета од многу култури, многу народи, многу националности, што мислам дека е голема предност во светски рамки. Ова отвора можност ние да научиме повеќе едни за други, вели музичарот Ерхан Шукри. Тоа нуди можност да подобро се запознаеме или подобро да научиме повеќе работи за сите оние што живееме во Македонија. Можеби сите ние сме приврзаници на различна култура, но не спојуваат универзалните вредности. Да, различни сме, нормални. Секој има различна вероисповед, религија и така натаму, мислам, нели, во тој поглед. Но сепак крајната линија како уметник, јас лично дојдов до едното, дека сите сепак сме тоа што сме единственото што е, сите го поседуваме. И некако спознавајќи ги различностите, пак велам доаѓав до едното. И богатство за мене беше кога ќе запознавам, нели, од друга култура, од друга националност, од да кажеме обичаи, религии, така обичаи, нели, самите адите што би се рекло, нели, онака старински, дека едноставно пак доаѓаме до суштината на тоа едното, добрата намера, доброто давање, значи позитивата што е во тој поглед, без разлика. Значи различни се манифестациите, но ја има едноста. Културата обединува, не само тука во Македонија, туку и во светот. Културата во основа е одгледување, обстојување, одгледување. Тоа е во битот на самата терминологија на тој збор. Така да мислам дека со самото постанување на човекот почнува и културата. И среќа со барем јас со музиката сум имал прилика да патувам доста. И исто не само за наша Македонија што се вели, исто и во светски рамки се запознаваш со други култури, со други народи и културата дефинитивно е пред се. Таа е таа што ги обединува луѓето во светски рамки и таа едноставно ги разбива сите граници, па се иако не ќе да го потребам тоа, па и политиката паѓа во вода и сите тие за жал, тие глобални интереси што паѓаат во вода. Бидејќи сум имал прилика навистина во тие светски рамки да кога ќе гостува во одредени земји, во било кој основ, дали со оркестрите што работиме, дали јас индивидуално да настапувам во некој оркестар, дека едноставно посебно музиката не сплотува сите. Тој музички јазик, барем ние што сме го имале, едноставно не сплотувал сите и сваќаш дека таа музичка култура, уствари јас каде што сум припадник во музиката, дека едноставно сме единствени и не сплотува сите заедно во светски рамки. Оркестарот е одличен пример за почитување на различните култури, смета харфиската Мерсиха Шукри. Ние сме една екипа, ќе го кажам тоа како колектив, во кој што нели имаме македонци, турци, албанци, роми, срби и сме како едно семејство. Значи за нас тоа воопшто не представува никаква пречка да функционираме најнормално, најкоректно, со сета почит едни према други. И едноставно за нас нема никаква поделба. Си работиме квалитетно работата и нели си помагаме колку можеме. Политиката често потикнува поделби. Можам да кажам дека политиката има голем удел во културата и заради неа навистина страдаме сите. Ќе го кажам сите затоа што сите живееме во една држава, сите сме македонци, сите сме еднакви и не би требало да се делиме на таа етничка, нели, без разлика што нели нас Бог или универзумот ни дал што ќе бидеме, меѓутоа треба да се квалификуваме по вредностите, по квалитетите всушност што ги правиме, по делата, кои што за нас треба многу повеќе да говорат него за тоа кој дали сум јас Мерсиха или е Кате или било кој, значи тоа воопшто не треба да биде проблем.
За жал, нашето општество, мислам дека во тој поглед, само заради тоа што политиката е навлезена длабоко во сите сфери, во сите пори на општеството, не е само во културата, мислам дека сите го чувствуваме тој хендикеп за да бидеме послободни и за да можеме да твориме и да одиме напред како општество. Како дете сум се соочила со тоа да ме доживуваат различно. Како дете многу пати сум се соочувала со тоа, па добро, ти не си, нели, во тие детски некои игри. Па немојте да си играте со неја, она не е наша или нели. И тоа можеби како дете нормално ме погодувало затоа што сум се чувствувала дел, сум сакала да бидам од тие, нели, порано навистина во тоа време имало малски игри, друштвени игри, нема сега како социјалните мрежи. И можеби ме погодувало во моментот. Секој може да ги надмине поделбите доколку сака. Јас ќе кажам, човек одговара за своите постапки, за она што тој го прави. Нормално, за тугите нешта нели не може да сноси одговорност. Тоа биле клучни моменти каде што јас сум работела на мојата духовна можеби надградба, за да ја сватам другата страна, зошто така се поставува, се однесува, нели? Зошто одма има некоја бариера, зошто одма има некои како да кажам, можеби со некои комплекси, нели, затоа што ние, барем нашето семејство, така сме воспитани со брат ми, да за нас постои само добар и лош човек. Ние не ги гледаме луѓето на било каква поделба друга. Ние ја негуваме можеби љубовта и почита према туѓиот. Ако вие го цените и почитувате туѓото, ќе го сакате и своето нормално. Значи тоа е еден фидбек, тоа мора да оди заемно, не може да биде едното да биде над другото или едното да биде да доминира над другото. Убавината на нашата земја е токму во сплотеноста на сите кои живеат тука. Македонија е многу мала земја, меѓутоа со една голема традиција, со една убава, богата историја, од знаменитости, од културни наследства, од традиции, од разни култури. И јас тоа го сваќам, знаете како еден витраж, како еден мозаик. Ако едно делче фали, не е потполно. Значи, ние едни со други сите си се надополнуваме и навистина треба да го почитуваме она што го имаме како дадено како благослов, како благодат од универзумот. И треба да се трудиме што понатаму да го негуваме и градиме. Мултикултурата во 21. век се почесто станува дел од истражувањата на психолозите, социолозите и останатите научници. Ајде да погледнеме што ви подготвивме денес на оваа тема во приказна. Во дигиталниот толкувач, според англиското толкување, на културата се гледа како степен и специфичност во развојот во духовната и материјалната сфера, во определена епоха или на еден народ. Зборот култура етимолошки значи одгледување, негување, облагородување и е поврзан со земјоделието. Културата е збирка од вредности, обичаи, верувања и практики кои го сочинуваат начинот на живот на одредена група. Културата има огромно влијание врз тоа како се гледаме себе си и како не гледаат другите. Културните разлики на групите влијаат во начините на размислување, влијаат врз когницијата, меморија, внимание, перцепција, расудување и како зборуваме и размислуваме. Мултикултурно, кога ќе кажете, тоа значи дека фактички во рамките на културата, доминантната култура, вие признавате дека има и одредени други култури. Значи, велите дека има мозаик на култури, тоа можете да ги третирате и како субкултури. Значи, секоја етничка заедница, секоја религиска група и така натаму си има своја култура, која што се прилагодува на доминантната култура, меѓутоа во основа има одредени своји посебни карактеристики во рамките на обичаите, јазикот, религијата и така натаму. Мултикултурализмот е постоење на повеќе култури во едно општество, заедница или група и нивно заедничко коегзистирање, успешно или неуспешно, сеедно. Во денешно време рече се и да не постои општество што не е мултикултурно по својот состав, делумно од историски причини, делумно поради големата флуктуација на население од една во друга држава. Мултикултурализмот се заснова на барањата за признавање на културните разлики и афирмација на еднаква вредност на различни култури. Заедничка култура може да ги обедини различните општествени групи, па за почеток да биде некој дел од секојдневието, начин на исхрана, забава,
дружење и градење пријателства, како и создавање интеркултурни брачни заедници. Канада, Австралија, Нов Зеланд се сметаат за земји во кои мултикултурализмот е успешен модел, затоа успеваат да одржат рамнотежа помеѓу практикувањето на културните права на малцинските заедници и нормалното функционирање на државите. Секако не треба да се заборави една нивна заедничка карактеристика. Сите тие се доселенички општества, општества на доселеници кои добиле од заедничката држава приближно исти права. Само преку интеркултурен принцип и вие ќе дојдете у ситуација да ја почитувате државата. Тако вие случајот со Франција. Имате се најмалку французи. А во минатото, ако се вратите, таков интеркултурен систем владееше во една држава што се викаше Социјалистичка Федеративна Република Југославија, која преку она идеја за братство и единство ги решаваше тие интеррелигиски и интеретнички проблеми. Во Швајцарија се бележи висока стапка на интеркултурни бракови помеѓу етничките групи кои потекнуваат од соседните западноевропски земји. Овој резултат е очекуван во швајцарскиот контекст, со оглед на тоа дека тие групи се веќе прифатени во општеството. Турските доселеници покажале слични брачни трендови во 3 различни земји – Франција, Белгија и Швајцарија, односно ниска стапка на екзогамија. Што представува културата? Кога ќе прашате социолог што представува културата, ќе ви кажа дека се целокупниот начин на живење, се тоа што катадневно го правиме, целокупниот наш начин на размислување, се тоа што го пренесуваме од генерации на генерации, но и се тоа што го создаваме. Бидејќи културата е покрај, нели велиме, има материјална, духовна култура. Културата ги вклучува и обичајните норми, во смисла начинот на кој што ние комуницираме едни со други. Културата го вклучува начинот покрај обичајните норми, начинот на комуникација, културата ги вклучува и начинот на облекување. Ние се раѓаме со нагони и инстинкти. Културата не учи како нив да ги социализираме. Значи од начинот на исхрана до начинот како што комуникација, начинот на кој што се облекуваме, начинот на кој што говориме, како се однесуваме и во рамките на семејството, и во рамките на општествените групи. Значи сето она што не обкружува, што го создаваме, кој што споменав, и што го пренесуваме, е култура. Сега она што е, за да малку бидеме и попластични, кога ќе кажеме културно однесување, значи во смисла се зборуваат за тие вредности кои што се срж на културата, кои што се пренесува, да речеме, типот на почит, одговорност, пријателство, добронамерност, сите тие вредности кои што го подготвува од најмали, како што споменав, уште кога ќе се роди детето, ние преку начинот на социализација, преку тие така наречени и културни универзали, и културни посебности кои што ги има, нели, секоја земја, ние нив ги пренесуваме и така го подготвуваме од најрана возраст детето да живее во општеството, односно да ја почитува сопствената култура, исто така меѓутоа и културата на сите оние кои што се различни по низа културни обележја, а живеат во иста средина. И морам да кажам дека кога зборуваме за културата, многу е битно да се каже дека имаме одредени идентични елементи секоја култура, тие ги нарекуваме културни универзали, кои што може да ги сретнеме секаде, во скоро сите општества, и тоа се некои елементи на културата кои што се заеднички и може да ги препознаеме, секој дете може да ги препознае. Да речеме, имаме некои обичајни норми од типот на како се прават веселби или крштевања или различни некои такви моменти, меѓутоа имаме и културни посебности или особености кои што се различни за секоја култура. Се чини дека денес не постои општество кое што има само една група со една култура, туку дека општествата, земјите се мултикултурни. Да, ние социолозите веќе поимот на мултикултурализам го издигнуваме на едно повисоко ниво, на ниво на интеркултурализам, и тоа ќе го објаснам која е таа разлика. Треба да живееме и живееме со различностите. Знаете, веќе самата глобализација си го направи своето, ние немаме општества само со една култура, ниту пак многу ретко можете да сретнете општества кои што имаат идентична култура. Тие, како што споменав, имаме култура доминантна, да речеме во нашето општество, доминантна култура на македонската култура, меѓутоа имате и посебни општествени групи кои што ја почитуваат доминантната култура,
меѓутоа си имаат и своји посебности. Да речеме, еве да земеме во однос на етничките групи, културата на власите. Тие се адаптирале на културата на македонскиот народ, меѓутоа имаат некои своји особености, како што се одредени традиционални обележја, како што е јазикот, како што се некои обичаени норми кои што тие си ги имаат и си ги преферираат, меѓутоа ја почитуваат и културата на општеството во кое што живеат, културата на државата. И тоа е добро, разноликоста на култури може да придонесе само за бенефит. Во смисла, како велиме, колку повеќе разликуваш култури, колку повеќе запознаваш култури, толку си побогат. Она што е специфично во однос, како што споменавте, нема веќе општества каде што имаме една култура, еден народ, велиме една култура. И она што е добро, што често пати во рамките на и да таа доминантна култура имаме посебни субкултурни групи. Меѓутоа, како да речеме на времето хипиците, или да речеме имате вие посебно рок, култура на рокот, култура на панкот, култура на хипи движењата. И често пати тука доаѓа до еден вид на, знаете, на тие социолошки, велам, трибини, симпозиуми, теми и дилеми кои што се изнедруваат, има размислување во смисла дали тие субкултурни групи или ние ги нарекуваме подгрупи во рамките на доминантната култура се добри за општеството или некои имаат ставови дека може би тие ги рушат доминантните вредности. Јас секогаш ги поддржувам тие субкултурни групи, затоа што најчесто младите се членови на тие субкултурни групи. И тие се двигатели и носители на позитивните промени. Во брачните заедници се чини дека мултикултурата може да биде посебен предизвик. Да, посебен предизвик, ако да речеме во контекст на и етничката и религиозната припадност, бидејќи религијата е дел од културата на еден народ, еден посебен аспект. И знаете како, порано може би имало повеќе стеги во однос на тие мултикултурни бракови или мултирелигиски или од различна етничка припадност, па кога секој си носи во рамките на од својата култура си носи дел, меѓутоа јас велам тоа е богатство. Затоа што имаме низа примери каде што да речеме се слават и празници кои што се дел од културата и на едниот и на другиот брачен другар. Во однос на некои други специфики, значи тоа е еден вид на компромис кој што е добар, меѓутоа богатството е кај децата. Богатството е кога вие, јас велам, животот во мултикултурен брак или заедница може да донесе само бенефит. Сега, имате општества каде што може би не се доволно прифатени, ако има преголема доминација на таа култура, па тогаш може да бидат отфрлени. Децата, меѓутоа, во нашето општество и самата глобализација која што споменав си го направи тоа да имате веќе се повеќе бракови кои што се личности кои што влегуваат или во брачна или во брачна заедница што носат различни културни обележја, од различни етникуми, различни религиски групи, припадници, така да тоа е само едно богатство на елементи, една што велам ширење на различните култури и тоа може само да придонесе и за широчина на духот, и за ново создавање на некои нови материјални дел од материјалната култура, нова духовност, ново создавање на нова духовна култура и така натаму. Значи, за мене се велам е бенефит тој мултикултурализам. И оно што го споменав на почетокот, уште повеќе го креваме нивото на интеркултурализам или интеркултурен диалог. Затоа што мултикултурализмот еве пластично да го, како ние велам го објаснуваме пластично, тоа ви е како една билијард маса, каде што играте билијард и топките само се допираат. И, значи, без некоја посебна комуникација. Живење едни до други. А интеркултурализмот е на едно повисоко ниво и е живење едни со други. Како што и толеранцијата, која што е дел од културата на живење, нели, како еден посебен принцип, јас велам, или вредност, толеранцијата не значи само во декларативна смисла. Еве да речеме кога станува збор за припадници на различна култура. И сега велиме да, тој треба да биде толерантен кон
културно другиот, еве социолошки да се изразам, не значи дека тој само треба да го ислуша. Диалогот е круцијален во тој културен диалог и толеранцијата да не ја сватиме само во пасивен контекст, нели? Да, во ред ке ти слушам, но во еден активен концепт и да прифатам нешто ако сметам дека е добро од културата на другиот. Македонија е добар пример и за интеркултура, но и за мултикултура, иако можеме да кажеме дека во минатото некако не сме го нагласувале, сме ги прифаќале сите различни култури, заедно сме ги славеле празниците, заедно сме ги учеле јазиците и сме се почитувале. Знаете како, мислам дека ова кој што велиме ние обременето време, или ние го нарекуваме социолозите време каде што токму културните разлики придонесоа за одредени конфликти. Тука е повеќе религијата и етничката припадност, меѓутоа, придонесоа за некои конфликти, ако порано тоа, како што споменавте, апсолутно не ни било потенцирано. Затоа што ние сме живееле со етнички другиот, религијски другиот, културно другиот. Јас сум струженка. Сум имала соседи од припадници и од различна етникум и религијски групи и си имале своји културни обележја. Ние кога сме ги играле игрите и од кои што биле дел од нашата културно поднебие и од културата која што ја носеле припадниците културно различните од нас. Меѓутоа тоа не сме го потенцирале, неко тоа ни било нормално порано. Јас паметам како дете, кој што споменавте, на празници сме оделе кај нашите соседи и сме јаделе најубавата баклава. Тие се радувале на нашите религиски празници кога јајсата, нели, по повод Великден, верски празник, оние кои што се, да речам, верници ќе им давале. И тоа било некако нормално. Сме славеле заедно и сме играли и во тие игри никогаш не се потенцирало дека ти си културно различен или дека имаш поинакви културни обележја или дека си дури и јас кога ќе прозборам денес кога да речеме имам студенти од различна етничка припадност кои што имаат со себе различни културни обележја. Јас кога им проговорам на албански јазик, знаете, или на турски, бидејќи сега нели сите се одиме кон англицизам, нели ги учиме странските јазици, меѓутоа е чудно кога јас ќе им вратам на албански јазик и тие ме гледаат зачудено. Нас не било нормално тие некои основни зборови како што тие го учеле и јас да знам некој да се поздравиш, да го прашаш како се вика, како е, да го поздравиш соседот и нас, тоа ни било нормално. Денес јас пак ќе речем богатство е, меѓутоа малку тоа се потенцира преголемото политиканство кај нас влие. Знаете како да се делиме едни спроти други. Јас ги делам луѓето на луѓе и не луѓе, без оглед на која култура припаѓаат. Битно е, она што го споменав и претходно, да се почитуваме. Принципот на толеранција да биде еден од клучните принципи и вредности. На крајот на денот и вредноста љубов, во смисла љубов кон државата, меѓутоа љубов кон секој соговорник, собеседник, секој кој што е различен меѓутоа од тебе, меѓутоа имаш некоја комуникација. Љубов во смисла на позитивна енергија, топлина со која што разговараш. Зошто да не води омразата кон различниот, културно различниот или етнички? Не, секојаш треба да не водат позитивните вредности. И сега, јас како што спомена во Струга, ние сме имале една одлична комуникација, потоа си се направи, како што велам политиканството си го направи своето, па почна да се делат, меѓутоа сега сепак има веќе градинките, ги прават мултиетнички, каде што учат и од едни и други, се повеќе интерес има за тоа. Зошто да не ја знаеме и да не се радуваме на некои културни особености на оној со кој што ние делиме, затоа што принципот на монокултурализам, моноетницизам, монорелигизам, една држава, една нација, една култура, тој принцип веќе е заборавен. Како што реков, глобализацијата, мешањето си го направи своето. Културно богатство е да знаете вие да ги запознавате културите на другите. Секако дека претпоставам дека секој од нас кога ќе појде во било која земја, прво нешто што се интересира е за културата на таа држава. Па ги гледаме оние што се објекти кои што се споменици на културата, некои дури религиски објекти, а различни, ние ќе речеме, чекајте џамијата во Прилеп, па таа е споменик на културата. Или црквата во Лешок, споменик на културата. Уметноста нема граници, е дел исто така од културните обележја на едни држави.
па ние ќе ги споменеме прво кога ќе отидете, ќе сакате да ги видите различните, да речеме, уметнички дела кои што се создадени во едно културно поднебие. А од друга страна, културата многу влијаела и на промената на општественото милје. Знаете, ќе видите вие многу цртежи, уметнички дела создадени во нечија култура кои што биле предвесник на промените кои што доаѓале. Тоа е богатството. Јас велам, различностите во културата е богатство. За крај би се надоврзала на оно што го споминавте, кога одиме никаде, сакаме да видиме кои се културните споменици за да ги посетиме, но често пати ги занемаруваме другите работи, некакви обичаи како што се поздравување. Во многу земји, например, не се поздравува со рака, или во многу земји има некои различни култури кои што не ги знаеме. Колку е важно малку повеќе да се едуцираме со цел да го прифатиме она што е делот. Да се адаптираме на што го реков. Така е, да. А многу е важно и обично, како велат, кога одиш да посетиш, да речеме некоја, имаме ние, она што ги споменав, универзали, тоа се културни универзали, што се слични елементи, сега да речеме, кои што се слични и кои што ги знаеме. Меѓутоа, обично, убаво е кога ќе се појде некаде, секогаш да прочитаме нешто за државата или земјата која што ја посетуваме. Затоа што некаде може би некој да навредите, поготово ако подлого престојувате. Знаете, вие ако сте турист и ја запознавате културата, имате водич кој што ќе ви појасни. Меѓутоа, ние сме одели на студиски престој, да речеме, во држави каде што престојувате по 3 месеци. И убаво е да ги запознаеме, како што велите, начинот дури на јадење. Така. Некаде се јаде со прсти. И вие, за да се адаптирате, ќе се прилагодите. Некаде што велите се поздравува со рака, некаде само имате благ наклон. Она се најосновните елементи. Во контексти на благодарност, кон исхраната, да речеме, или посетата, како влегувате некаде, имате во некои институции различност. И вие треба да се прилагодите, да ги прифатите, но јас сегогаш велам и со колегите, кога доаѓаат нас, сегогаш сакам да ги кажам кои се културните особености и специфичности на нашата држава, од наједноставните до најкомплицираните, за да може да се чувствуваат и тие убаво, но за да можат и да научат. Преку имплементацијата на нашиот проект, како и врз база на досегашното работно искуство со млади девојки и жени, слободно можам да кажам дека имаат многу важна улога во градењето на мултикултурната заедница. Имено жените ги поврзуваат различните културни групи во општеството, како што е нашето мултикултурно општество. Понатака тие ги промовираат традиционалните вредности, меѓутоа и промовираат вредности како што се почитување на различностите, солидарност, кохезија, кои се многу важни во градењето на мултикултурната заедница. Би додала дека исто така нивното учество во образовни и културни иницијативи, како и во граѓанскиот ангажман, придонесува кон градењето на инклузија во општеството, затоа што едноставно тие ги зачувуваат вредностите, го промовираат јазикот, обичаите, традициите кои што се многу важни во градењето на една мултикултурна заедница. Кога децата учат за обичаите, јазикот, вредностите на другите нивни врсници, кај нив се развиваат емпатија, се развива солидарност, разбирање, а тоа воедно придонесува во намалување на предрасудите, стереотипите и директно влијае на намалувањето на потенцијалните конфликти кои што постојат помеѓу младите. На долг рок мултикултурното образование придонесува да училиштата ги направи една средина во која што младите меѓу себе ќе се дружат, ќе создаваат трајни пријателства кои што во иднина ќе донесат до една поголема кохезија во општеството. Македонското општество е автентичен пример за мултикултура. Како се менувало низ историјата, ќе погледнеме денес во ова издание на Приказна.
Мултикултурните разлики во рамките на македонското општество произлегуваат од етничкото потекло на населението, нивниот јазик, од традиционалните обичаи, верските практики и други вредносни и морални системи. Земајќи ги предвид овие културни разлики, македонското општество може да се дефинира како мултиетничко, мултиконфесионално и мултијазично. Мнозинството или околу 2/3 од населението во Република Македонија е составено од македонскиот народ, додека остатокот од населението го сочинуваат припадници на различни етнички заедници. Ако зборуваме сега за Македонија, значи доминантна култура е македонската култура, нели? Ама имате други етнички заедници од типот на албанската етничка заедница, турска, влашка, српска и така натаму и така натаму, и сите тие заедници си имаат своји културни образци кои што се слични на доминантната култура. Многу е битно да кажеме дека не се спротивни на доминантната култура, се прилагодуваат на доминантната култура, но во основа, значи, ние велиме дека сме мозаик на култури. И кога ќе кажете мултикултурно општество, тоа е општество богато со култури кои што имаат посебни образци од типот, нели, како што кажа, вредности, морални норми и така натаму. И сега вие, признавајќи што правите, вие као држава информирате, да речеме, канали на медиуми, им давате можност за портали, правите фестивали, правите манифестации, во кои што вие ќе ги прикажете културните разлики во вашето општество. Мултикултурализмот е јасно изразен и се промовира и во јавниот живот преку уставните и законски норми. Во земјава се почитуваат различните културни обележја, како и празнувањето покрај Велик ден и Божик, кои се христијански празници, се слави и исламскиот Рамазан Бајрам, а католичкиот Божик, првиот ден на Велик ден и празникот на сите светци, преку кои се одразува мултиконфесионалност на општеството. Во однос на она што го викаме контактите меѓу културите или така натаму, него што се европските држави, одредени европски држави, па ако сакате да се споредите и со светот и така натаму, еве кај нас доаѓаат луѓе од Ирска, доаѓаат луѓе од Израел, доаѓаат луѓе од Германија да видат како кај нас функционира и кај нас подобро функционира. Но во основа дефинитивно не е до крај завршена работата и зошто? Затоа што мултикултурализмот како систем, он е статички систем. Он што ви вика? Мултикултурализмот ви вика, постојат различни култури, вие ги признавате како такви, ама припадниците на различните култури не комуницираат едни со други. Они се сегрегирани, они се како паралелни светови. Во Македонија не изостанува постоењето на стереотипите и предрасудите кон различните култури. Кога младите или во основа младите, кога не се доволно добро воспитани, во рамките, нели, во семејството како пример на социализаторска група, ама и образовните институции се многу битни, и вие ако не формирате идеја на емпатија или солидарност кон другите културни групи, тогаш ви се јавуваат стереотипи. Значи, ако имате негативен став кон другиот, кон религиски другиот, кон етнички другиот, кон расно другиот и така натаму, или културно другиот, вие формирате стереотипи. Тоа значи дека во основа не ја познавате културата или не ја познавате религијата или не ги познавате етничките карактеристики на другиот. Ако не ги познавате доволно, вие влегувате во основа во конфликт. Латентни конфликти се тие, понекогаш можете да бидете отворени. Знаете, во Македонија ви се случуваат конфликти латентни и опасноста од тие латентни конфликти е општеството да ви се сегрегира. Последица на ова што ви го говорам е, например, образованието, кога го гледате. Образованието е сегрегирано по етничка линија. Имате албански основни училишта, македонски основни, македонски средни, албански средни. Целиот образовен систем ви е сегрегиран, дури високото образование ви е сегрегирано со албански факултети и македонски факултети. Но во основа тоа се базира на стереотипот, на непознавањето, на предрасудите. Вие велите, еве ќе ви дам еден пример. Вие велите дека имате предрасуда, да речеме дека
македонската етничка група ви е интелектуално најсилна или со највисок капацитет. И велите дека албанската етничка група нема таков интелектуален капацитет. Тие предрасуди може да имат страшни последици. Еве, например, Универзитет Свети Кирил и Методи, 100 години правевме, над 100 години високообразовна институција, најголема во државата, најсилна, најака, она нема. Освен, ако ги земете катедрата за албански јазик, педагошки факултет кај што мора да има албански наставници, нема наставници, нема професори албанци или нема професори од други етнички групи. Тоа е заради стереотипите кои што гледате влегуваат и во рамките не само на обичниот човек, они влегуваат и системски, они влегуваат и во рамките на образовните институции, па вие сега морате да тоа да го решавате на разноразни други начини, преку квоти, преку разноразни договори, рамковен договор и така натаму и така. Образованието не смее да биде сегрегирано. Сегрегацијата е најопасната работа. Општеството комплетно, ако зборуваме сега за македонското општество, општеството нас не е комплетно сегрегирано. И кога ги гледате градовите, кога ги гледате селата, кога ги гледате урбаните, руралните средини, вие гледате дека се сегрегирани. На едно место ви живеат една етничка група, на едно место ви живеат друга етничка група. Малцинската етничка група ви е сегрегирана. Тамо во Западна Македонија, ако доминантно население ви е албанското, македонците ви се сегрегирани. Во Источна Македонија спротивна ситуација, Скопје знаете каква е ситуација, да не одам широко. Последица на сето тоа ви се образовните институции. Ако образовните институции се сегрегирани, вие не можете да дојдете во ситуација децата да ги научите за другиот. Тоа е целиот проблем. Ако детето ви почне, особено ако зборуваме сега за најголемата малцинска етничка група албанска, ако од основно, па преку средно, па преку универзитет, оно се школува во албански образовен систем и покрај тоа што он во книгите нормално еднаков со македонскиот, тој доволно не ја позна културата, да не зборам јазикот на етнички и религиски другиот. Вие имате ситуација затоа што мултикултурното образование не функционира онака како што треба да функционира и мултикултурализмот не е добар, он е статички принцип. Вие имате денеска ситуација да младите, македонците и албанците ви се разбираат на англиски јазик, што е катастрофално лошо. Не се учи јазикот на средината. Македонија нема висока стапка на интеркултурни бракови, бидејќи тие се уште не се целосно прифатени во општеството. Мултикултурализмот е дополнителен предизвик на нашите современи општества. Ние сме мултикултурно општество, но кај нас процентот на мултикултурни семејства е се уште многу мал. Во земјата владе е една единствена константа. Бројот на мешани бракови од секогаш бил мал, а со годините не рапидно, но сигурно дополнително се намалува. Најголем проблем е што чинот на брак со лице од друга вера се уште се доживува како предавство. Интеркултурните или мешаните бракови најмалку се прифатени помеѓу етничките групи од различна вера, односно помеѓу муслиманското и христијанското население. Ова и го потврдуваат статистиките. По дефиниција, мултикултурен или интеркултурен брак се смета за оној брак кој што помеѓу двајца представници од две различни етнички заедници, но кај нас не е исто доколку сте во мултикултурен брак, ако сте, да речеме, сопругот е етнички србин, сопругот е етничка македонка, не е иста перцепцијата, бидејќи ја делат религијата, имаме сличен јазик, слични традиции и истиот степен на предизвици што би ги имале, да речеме, еден представник сопруг турчин со сопруга македонка, каде што имаме и религиска разлика. Така што најголемите предизвици се уште ги имаме кај оние парови кои што се од различна религиска вероисповед, бидејќи тие се соочуваат со неприфаќање од страна, не секогаш, значи генерализираме, имаме индивидуални случаи, успешни приказни и така натаму, но најчесто се соочуваат со неприфаќање од страна на семејствата, на сопругот или сопругата, потоа со неприфаќање од страна на својата заедница, блиските пријатели и роднините,
и нели со сите предизвици што ги носи самото современо општество, самите партнерски односи, мултикултурализмот е дополнителна компонента која што може да им го отежне на идните партнери или сопружници животот. Но тие предизвици може да се надминат секако. Исто така дополнителни предизвици ќе имаме кога ќе се родат децата. Дали тие ќе ги учат двата јазика, дали ќе бидат воспитувани во духот на двете религии, како тие ќе се справат со потенцијалната идентитетска криза во иднина, дали припаѓаат на едната или на другата заедница и така натаму. Значи, навистина се отвараат голем број на предизвици, а немаме толку многу случаи, па да можат, нели, многу често утеха наоѓаме и во луѓето кои што поминуваат низ истото, за да можат да си најдат поддршка меѓусебно, ниту пак имаме некој механизам да ги поддржиме во целиот тој процес. Во многу земји, доколку за доцните, ќе се сметате за непристојна и некултурна личност, но ова не е случај, например, со Чиле. Доколку домакинот ве покани на вечера во 20 часот, убаво е да дојдете во 20:15 или 20:30. Еве што ви подготвивме за мултикултура денес во Артикулација. Во Јапонија бројот 4 најчесто се избегнува. Зошто? Јапонскиот збор за бројот 4 е сличен со зборот смрт. Практиката на избегнување на овој број е познат како тетрафобија и е честа во Југоисточна Азија. Ова е слично како бројот 13. Во Холандија пак генерално нема да видите завеси на прозорците. Тие не ја кријат внатрешноста на нивниот дом. Причината за тоа е што не сакаат да гледаат во туѓиот простор. Секоја година, 2 февруари во Франција е резервиран за јадење палачинки. Денот се нарекува Ла Шенделиер, додека французите се сладат со познатото тесто, надополнето со вкусни додатоци. Едно од поинтересните суеверија врзани со денот на палачинките е дека доколку врне дожд, тоа означува 40 плюс дождливи денови во годината, додека мирно и сончево време значи дека зимата е веќе при крајот. Препознавањето, прифаќањето и признавањето на другите култури е убавина достојна за почит. Тоа е се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!